Меѓу поатрактивните мерки може да издвоиме програмата, мерката за самообработување, односно поддршка за предприемништво, каде што имаше 201 апликација од страна на невработените лица. Од овие лица кои што аплицира, 186 лица основаа своји фирми и својот проблем на невработеност го решија преку започнување на сопствен бизнис. Исто така доста атрактивно беше и мерката практиканство. 184 млади невработени лица изразија интерес да учествува во оваа мерка, односно да стекнат практични вештини во конкретни услови кај конкретни работодавачи за одредени работни места. Од нив 141 лице се вклучија во реализација на оваа мерка. Најголем дел од младите лица веќе ја завршија програмата за практиканство, еден мал дел остана каде што се уште е во тек реализација на самата програма. Голем интерес имаше и за мерката субвенционирање на плати. Тука интерес изразија 94 фирми и 85 невработени лица. Во меркава субвенционирање на плати се вклучија 61 фирма и со оваа мерка се креира 64 нови работни места. Невработените лица и работодавачите исто така беа заинтересирани за мерката вработување и раст на правни субјекти, каде што интерес изразија 59 правни субјекти и 54 невработени лица, а во реализација на програмата се вклучија 39 правни субјекти и 44 невработени лица, односно беа креирани нови 44 работни места. Доста голем интерес имаше и во програмите за обуки. Најголем интерес имаше во програмата за обука за напредни IT вештини, каде што беа вклучени 13 модули, 130 невработени лица на ниво на Центарот за вработување Куманово изразија интерес да учествуваат во оваа мерка. Дел од нив не продолжија понатаму, затоа што самата мерка предвидува прелиминарно тестирање за да се види дали невработените лица можат понатаму успешно да се вклопат во самата обука, така да што 68 лица успешно се вклучија во оваа обука и ги завршија обуките за одредени програмски модули. Интерес имаше и за мерката обука за побарувани занимања, каде што невработените лица имаат можност да стекнат практични и теоретски знаења од одредени занимања кои што се побарувани на пазарот на труд. 33 невработени лица се вклучија во оваа обука и се стекнаа со сертификати за соодветни занимања. Имаше интерес и за обука на професионални возачи за С и Д категорија. Реализација на мерката е во тек. 20 невработени лица на ниво на Центарот за вработување Куманово потпишаа договори и се во тек на реализација на самата обука. Исто така во рамките на оперативниот план беа предвидени програми за економија за грижа, каде што спаѓаат општинско корисна работа, каде во согласност со самиот проект кој што беше креиран од страна на општина Куманово, 15 лица се вклучија во пружање на услуги на лицата со попреченост, конкретно образовни и лични асистенти, а исто така на територија на општина Липково се реализираше и мерката обука и вработување на лица за обезбедување на услуги на грижа во заедница, каде што 15 невработени лица од таа општина, од општината Липково, се вклучија во пружање на услуга на стари лица со хронични заболувања. Меѓутоа, самиот оперативен план, освен активните програми и мерки, содржи и услуги кои што Агенцијата за вработување ги реализира како своја секојдневна активност. Меѓутоа, не помалку битни се и услугите, затоа што самите услуги кои што ги нуди Агенција за вработување, односно Центарот за вработување Куманово, можат да доведат до успешно вклучување на невработените лица, дали во активните мерки или директно на пазарот на труд преку директно вработување. Така да услугата посредување при вработување, една од побитните услуги кои што Агенцијата за вработување ги реализира, во изминатата година, во 2023 година, 412 лица се вклучени во оваа услуга, значи за посредување, значи 412 успешни посредувања за вработување сме имале, меѓутоа не помал е интересот и од тир зоните за вработување, значи кои што не спаѓаат нели под надлежност на Центарот за вработување Куманово, меѓутоа
нормално центарот посредува. Крајната цел е сепак нели вработување на невработените лица и намалување на стапката на невработеност.